Ефенди Заими, за да обстанеме, би рекле, како општество, не само во Македонија, секаде во светот, треба да ја познаваме, нели, културата на другите. Денес се слави големиот исламски празник Бајрам. Како се слави? Кој е текот? Која е процедурата за да го доближиме Бајрам до оние кои што не знаат? Најпрвин поздрав до вашата телевизија. Да, верниците денеска го слават Фитер Бајрам, бидејќи тие 30 дена беа со еден голем гостин, а тој гостин беше гостинот на возвишениот Бог, Аллах Джелешану, кој што им го даде на верниците светиот месец Рамазан. Овој Рамазан за верниците е навистина свети месец, оти Рамазанот за верниците дојде со еден голем багаж. Тој голем багаж донесе многу нешта за верниците, ако тие се трудиле да го почитуваат овој гостин на возвишениот Бог. Навистина и овој гостин ќе ги почитува верниците со многу нешта. Тоа што е најбитно, пред да почнам за Фитер Бајрам да зборувам со неколку точки, Рамазанот има неколку елементи или неколку димензии кои што верниците го чувствуваат. Првата работа е душевната работа, втората е моралната, третата е солидарноста и четвртата е здравјето. Кога верниците постеле 30 дена, тие постеле само за единствениот Бог, бидејќи ритуалот на постот не е како другите ритуали. Пример, молитвата може некогаш да биде за лицемерие, а джилакот може да биде за лицемерие, некогаш. Оти не знаеме што има човекот во срцето. Ама постот не може да биде со лицемерие, бидејќи е внатре во твоето срце и помеѓу тебе и Бога. Затоа верниците со чисто срце го прават постот и го постеле месецот Рамазан. Упорот 30 дена возвишениот Бог им го даде, значи денешниот ден, да тие бидат радосни и да тие го зимат тоа свидетелството на поминување на овој испит, кој што Господ не дека сака нивните верници да бидат патени и гладни и да бидат без вода и без јадење. Но целта на возвишениот Бог е да верникот да чувствува чисточа во неговото срце, затоа што Рамазанот и постот го чисти нашето срце. Не само што го чисти нашето срце, туку и нашите гревови ќе ги чисти, бидејќи ние сме луѓе и можеме да сгрешиме. А 11 месеци човекот е таков створен за да сгреши. Но месецот Рамазан ни дојде, кој што завршивме овие 30 дена и верникот навистина се чистеше во овој месец, барајќи од возвишениот Бог да тој да им ги опрости гревовите. И ако на денешен ден е кулминацијата на она што значи, нели, Бајрам, што се прави во текот на денот? Значи, во текот на денот се прават три работи. Првата работа е верниците уште рано во зората излегуваат за да го обават утринската молитва. Од кога ќе заврши со утринската молитва, тие го чекат времето на молитвата на Бајрамот. И тоа е најголемата свеченост кој што и свечено исламската верска заедница денеска го имаше, значи официјално во Мустафпашината џамија, кој што од кога се клања утринската молитва, значи 40-45 минути имаше, значи, слава на Фитер Бајрам, официјално со целата исламска верска заедница. Ова е прва работа. Втора работа е Фитер Бајрам и неговата молитва. Од кога ќе завршиме со Фитер Бајрам и со молитвата на Фитер Бајрам, тогаш верниците излегуваат од џамиите кои што биле на молитва и одат кај нивните семејства за да чинат Бајрам и да слават Бајрам. Традицијата наша и адетот е дека кај нас помладите треба да излезат, значи, од нивните домови за да честитат Бајрам кај постарите, а постарите ќе се седат дома за да ги чекат тие што се помлади за да чинат Бајрам. Во ова прилика и нашите мајки и нашите жени тие денеска спремат од јадењата, спремат од сладките работи, бидејќи очекуваат гости одма после молитвата на Фитер Бајрам до третиот ден на Бајрам, бидејќи овој Бајрам се слави 3 дена. Бидејќи Македонија е кревка држава, релативно млада, во која што превладуваат пред се
две религии, ако се земе в предвид нивните приврзаници, тоа се христијанството и исламот, меѓутоа како да се уште не научивме да живееме една религија со друга, како да се уште има корен на нетолеранција, како да се побијат, како да се урнат сите тие предрасуди и стереотипи помеѓу двете религии? Јас не би рекол дека има многу стереотипи во нашата држава, бидејќи овде се живеело и порано. Сега, зашто поранешниот систем го направи своето, тоа е башка работа. Но во овие краишта кои што живеат луѓето, кои што живеат муслиманите, кои што живеат христијаните, тука живееле со векови. Кога велам со векови, значи 5, 6, 7, 8 века тука биле. Значи и христијаните македонци, без разлика дали се македонци, дали се албанци, но имало христијани, но имало и муслимани. Аргумент за ова е црквите и џамиите што ги имаме во нашето општество. Факт е дека напредуваме како општество. Тоа е несомнено дека напредуваме да учиме да живееме заедно. Меѓутоа постои таа нетолеранција. Во последно време, да, има некои предрасуди кај луѓево, но кога се зборува за нетолеранција или за толеранција, јас пак би рекол, има места кои што луѓето не го разбират најпрви нивната религија. Кога не го разбира нивната религија, како ќе го разбира другата религија. Затоа, кога човекот е слаб верник, да не е велам неверник, кога е слаб верник, тогаш не е практикант во неговата религија. Како ќе можете да дознае за другата религија? Овде јас би спомнал и муслиманите. Ако не се практиканти, како ќе дознае за еден христијанин кои обичаи и кои ритуали ги има во неговата црква и во неговото општество. И обратното можеме исто така да кажуваме дека многу христијани знаат и ги знаат нашите адети, но еден број од нив кои што не се интересирани, бидејќи се слаби во верувањето, да не велам дека не се верници, бидејќи тие веруваат во Бога, но не се запознаени со исламската религија и затоа некогаш се случуваат некои предрасуди и недоразбирања кои што мислат дека исламот е таков или ваков, а исламот е навистина религија кој што секогаш повикува во мир и во толеранција. Впрочем, секоја религија... Сите религии, сите монотеистички религии повикуваат во тоа што е толеранција, во тоа што е солидарност, во тоа што е љубов, во тоа што е хуманост. Сите религии. За да нема двоумење, она што представува радикализам, она што е радикални гранки, никако не припаѓа на религијата. Нема ни екстремизам, ни радикализам во ниту една религија. Зашто луѓето го разбрале религијата погрешно, тоа е башка работа. Но и тие што разбрале погрешно, тие се поединци, не се во мнозина. Но и ако се поединци, ми треба да ги повикуваме и треба совет да им чиниме и колку толку да им кажуваме за религијата, бидејќи ова е оригиналот, ова е текстот, ова е светата книга, бидејќи многу пати луѓето ќе ги промешат кабловите, јас велам, кога ќе научат или ќе слушат од медиумите или од порталите или од интернет или од фейсбуците и не знам што, тогаш ќе добие информации погрешни кои што навистина не ги има во неговата религија, па затоа тие треба подлабоко да влегуваат, пример, дали во црква, дали во џамија, за колку толку да се консултира со свештеникот, за да разбере за основните работи за неговото верување. Бидејќи многу пати верниците кај нас и основните работи не ги знаат. Па затоа ние сме тука за да им објаснуваме за колку толку барем битните работи во верувањето тие да знаат. Ефенди Заими, иако е секуларна државата, не е исклучено дека во претходните некои години, моменти кога било време за тоа, одредени свештени лица без разлика на религијата давале и политички изјави. Колку влијае политиката во начинот на живењето на двете религии? Еве, вие сте социолог кој што поминал низ повеќето од религиите, ги знаете сличностите, ги знаете разликите. Колку политиката влијае врз нив? Или пак, извинете, врз самото практикување на религијата. Колку се луѓето и покрај тоа што се верници, знаат да бидат и под влијание на истата политика. Кога се спомнува секуларизмот, пред да биде Македонија секуларна држава, имавме ние комунистичка држава. И во комунизмот имаше религија. И во комунизмот се практикуваше религијата. Не како денеска, но беа отворени црквите и џамиите и тие што сакаат да практикуваат. Беше тешко. Јас
сум бил многу млад во тие години, но знам нашите татковски како го доживееле тие моменти, како поселе во тоа време и како ги практикувале нивните молитви во тоа време кога беше монизмот. Сега со секуларизмот, односно со повеќе партискиот систем, се ослободи човекот и сега тој има можност да бира. Сака да верува, отворено ти е вратава. Сакаш да не веруваш, пак ти е отворена вратата, но работава е што треба верувањето да го разбереме така како што Светата книга на нас не учи, а не да не учи некој што не разбира во верата и е лаик во ова работа и да ни кажува политика внатре во религијата, кој што не е дозволена според религијата, а особено според исламските прописи. Ако ве прашам, кога сме кај културата, различните култури и религијата, која е улогата на жената во исламот? Бидејќи дел од критичарите, теолозите, сметаат дека жената во исламот ги нема истите права кои што ги има во модерното време. Не е точно. Тука е тоа што луѓето многу пати имат предрасуди за муслиманската жена. Колку што има право машкото, толку има право и жената. Колку што има право машкото да студира, толку има право и жената да студира. Колку што има право тој да работи, има право и таа да работи. Значи, тие во општеството се исти. Но сега, коментирањето, информациите кои се доаѓаат од надвор, од некомпетентни луѓе, стварат, значи, сикле, да наречам, и стварат така наречени проблеми, као бајги во исламот жената е во втор ред. А тоа не е точно. Значи, во исламската култура жената има, значи, го има своето место во исламот. Дури и во Светата книга, во Куранот, кој што има 114 поглавја, нигде нема во поглавјата со името поглавја на мажите, а имаме поглавја на жените. Значи, вие би рекле дека всушност се работи за различен начин на практикување на религијата, дека исти се мажот и жената во религијата, меѓутоа, оно што е сватливо или пак несватливо за едните, е сватливо или несватливо за другите. Се работи за работава е што начинот на практикување. На практикување и начинот на разбирање на религијата. Сега ја зборувам за исламската религија. Ако сакаш да разбереш која е жената во исламот, треба подлабоко да студираш и да влегуваш внатре во цитатите на Светата книга, тогаш ќе разбереш дека која е улогата на жената во исламот. А само од надворешна страна да имаш предрасуди дека таа е таква или ваква, тогаш таквите муабети или таквите говори ние не можеме бланко да ги примиме, бидејќи аргументите се од наша страна. Ефенди Заими, меѓутоа ќе си дозволам да ве прашам, односно да се надоврзам на ова што го рековте, бидејќи во Саудиска Арабија токму минатата година им беше дозволено на жените да возат автомобил, а годинава ги отворија за прв пат стадионите за жените да гледаат фудбал. Некој би го протолкувал тоа како да местото на мажот и жената не е исто. Сега, ако земеме само една држава и другите држави и другите муслимани да ги оставиме на страна, и тоа не е праведно. Иако што прашањето излезе од нашава тема и муабетот, но ќе се надоврзам. И жената, и мажот, без разлика дали е возило, дали е не возило, никогаш според муслиманските прописи тоа не било забрането. И ден денеска кај нас, ако мене ме прашуваш директно сега, твојата сопруга дали има возачка дозвола? Пример. Да. Дали знае да вози? Да. Дали има многу муслимани муслиманки кај нас возат? Да. Тие дали од каде го земеле одговорот? Од нашите свещеници дека жената има право да вози. Но зашто во тие краишта не било дозволено, сега е дозволено? Значи, нивната традиција тамо кај што живеат. Значи, адетите нивни тамо. Ние имаме други адети и други традиции во нашето општество. Не можеме нашето општество да го носиме во тоа општество кај што живеат тие. Оти општеството во Саудиска Арабија е такво да во едно долго време тамо да, точно е дека одговорот на свештениците нивни тамо даде одговор дека жената не му е дозволено за нивното општество не му е дозволено да вози. Сега со промена на власта тамо дојде овој новиот. Веројатно се работи за модернизацијата која што доаѓа и која што не може да се избегне. Македонија може би влегла понапредно, односно попрво влегла во таа модернизација.
не дека Македонија влезе понапред. Оти Македонија е мала држава кога ќе споредиме со таквите големи држави како што е Саудитска Арабија и другите држави. Таа е кралска држава и колку толку се практикува исламот повише од другите држави. И тоа треба да се истакне, значи шеријатот тамо се практикува не 100%, ама се практикува повише од другите држави. И затоа денеска, значи имаме од научниците, исламски научници кои што го дадаа одговорот дека да, таа има право да вози со нивните правила како што тие ги имаат во нивното место, бидејќи и правилата за возачка дозвола, например, во Саудитска Арабија не е како кај нас. Таму ако земеш возачка дозвола, сега пак не сакам да излегам од темава, таму пишува приватна возачка дозвола. Не пишува Б категорија. Сега кога ќе се вратиш во Македонија, а си положил таму, ако преведиш приватна возачка дозвола, нема да не разберат нашите во МВР. Тогаш, како треба да го преведеш? Приватна возачка дозвола со звездичка и мора забелешка на преведувачот долу да напише дека ова дозвола, приватна возачка дозвола, тоа значи Б категорија за нашите стандарди. За крај би ве прашал само за сите оние кои што сакаат да видат што е она што всушност го има во џамијата, како се практикува исламот во џамијата, кој се може да дојде и кога може да дојде во една џамија кој што не е припадник на исламската вероисповест? Секогаш вратите на џамиите се отворени. И денес како влегуваме во ова наша џамија, вратата не беше затворена. Значи вратата е затворена за сите луѓе. Значи џамијата е за луѓето. Тие што сакаат да се интересираат, без разлика дали се муслимани или не се муслимани, вратата е отворена. Не само ова џамија, ти велам, сите џамии во Скопје и надвор од Скопје, џамиите се отворени. Може да се случи некоја џамија да биде затворена, малска џамија, но во моментот, во минута, во секундата ќе биде отворена ако некој има желба за да влезе внатре во џамијата, барам да разгледува што има внатре. Значи, има ли посебни правила? Дали има посебни правила кои што посебни правила? Да, не може со чевли да влегуваш, бидејќи значи нашето место е за клањање и разликата е, значи, ако влегуваш во црква нема тепици, можеш со твоите чевли да влегуваш, во џамија не е тоа. Потоа алишата треба да ти бидат пачни и чисти, бидејќи ако ти се валкани алишата, не ни личи на еден човек, а на еден верник да влегува во џамија, да биде со алиша кој што навистина верниците ќе им смета и не му личи на господова куќа, таков човек прљав да влегува во свето место. Така. За крај, бидејќи пред почетокот на разговорот, рековте дека сакате да им честитате Бајрам на сите кои што го слават. Така и би го завршил овој разговор. Повелете вашата честитка. Мојата порака е до верниците муслимани, возвишениот Бог, нашиот пост да ни го чини кабул, и на сите им велам на 3 или 4 јазици, екзовши Бајрамин, честит нека ви е Фитер Бајрам, Бајрам мубарек олсун на сите верници муслимани во нашата Република Македонија.